Македонија е можеби меѓу ретките држави каде е фудбалски шампион. Наместо да оди во повисок ранг на надпреварување, игра бараж и доколку него помине баражот, останува да се надпреварува во ист ранг на надпреварување. Всушност екипата е шампион, но за промоција во повисок ранг на надпреварување ќе мора да го помини баражот. Ова е случај со македонските третолигаши во одредени региони на општинските лиги, а екипата на Велозерими од Кичево, која е 2 години поред е шампион во трета лига Запад и 2 години него поминал баражот, е пример за тоа да екипата цела година е прва во лигата и на крајот како шампион да загуби во еден меч, а особено доколку тој бараш меч се решава на пенали. Ова е веќе подолго време прашање, што е дискутабилно за не само за вашата фела новинари, навивачи, ние што сме засегнати со фудбалот, скоро сите сме на иста фреквенција, освен фудбалската федерација. Сите сме со тоа што многу е јасно како ден дека клуб кој што се надпреварува, не буквално за нас, за секој што цела година вложува, троши пари, средства, прв може, што јас лично и како тренер го имам искусено, да цела година си без пораз и во баражот изиграш нерешено и на крајот испаднеш на пенали и се враќаш назад. Тоа е многу погубно за секој клуб, за секоја општина, за сите тие млади фудбалери да се враќаат не чекор назад, туку 2 чекори назад. Нема гаранција да привлечеш инвеститори, спонзори, едни од ретките сме, но еве пример што правиме, инвестираат веќе пола година, уште година, и ако не влеземе, едноставно ги оддалечуваш, не ги привлечуваш спонзорите, не ги мотивираш младите, немаат никаква гаранција дека и да бидат први дека ќе влезат. Спортските работници се настават дека баражите треба да бидат минуто, а со тоа шампионот треба да се пласира директно во повисок ранг на надпреварување, а баражот би можел да игра второпласираниот тим. По тоа прашање има пред неколку години по социјалните мрежи доста опширно напишано што се придобива, а што се губи, и за кратко време, за неколку месеци имаше промена. Ако се сеќавате, имаше директен влез и се вратија, што еден од целите на тој пост беше дека ќе се вратат сите региони кои што се замрени, поранешни прволигаши или региони од фудбалски региони, како што беше Радовиш, Лачковица, кој што цело време играше во трета лига, Слога Виница, Осово, Саса, Рудар, Борец Велес. Тоа беше жално, зборам само за источниот регион. Исто така добија шанса еден Караорман после толку години да се врати од западниот регион. Некои клубови добија стимуланс како Куманово, кој што не ни постоеше, да се врати, да има надеж. Само на тој начин. Сега повторно се враќаме 2 чекори назад, повторно баражи последните неколку години и само некој што има стварно стабилна конструкција и голема желба, еве како ние уште некој, а инаку се друго фигурира на само преживување. Третата македонска фудбалска лига брои 5 региони: Исток, Запад, Југозапад, Југ и Север. Шампионите од сите 5 региони и екипата која ќе заврши на 14-тото место во втората лига играат баражи. Од овие 6 екипи, 3 се пласираат во втора лига, а 3 остануваат во трета лига. Минатата сезона Куманово, Короб и Велозерими, иако беа шампиони, загубија во баражите и одново ќе играат во трета лига.